Во моментот кога се обидов да го предадам CD-то со сниманите материјали кои што ги објавува опозицијата со недели наназад, ми придоа дечките од Канал 103, моето омилено радио кое што го слушам откако сум во Скопје до ден денешен и кое што представува парче светлина во мрачните лавиринти на македонската радиотелевизија. Сакаа да ме внесат во студио и да дадам кратко интервју во нивната емисија, на која што емисија имат авторско право. Обезбедувањето тоа не го дозволи. И она парче светлина во македонската радиотелевизија вечерва го згаснаа. Но тоа нема да трае уште долго, затоа што техниката денес ни дозволува и други можности. Целата македонска јавност ќе знае со каков режим си имаме работа. Посебно с Канал 103, кои што со години наназад имат најразлични проблеми да го одржат нивното радио живо, кое што впрочем не е дури нити регистрирано. Канал 103 денес е радио кое што работи на црно, а се наоѓа во зградата на македонската радиотелевизија. Само поради бунтовните ставови на луѓето кои што работат во ова радио и кои што само сакат да ја кажат нивната вистина. Да отиде.